Елена Јованова Грујовска е директорка на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и е до мене во студиото. Професорке, благодарам што уште еднаш прифативте мојата покана да зборуваме за оваа убава тема. Како се одбележа, видовме вчера дека имавме одбележување на денот на македонскиот јазик. Вчера Македонија го одбележуваше денот на македонскиот јазик. Едноставно ми се чини дека во целата држава имаше настани, во Скопје имаше исклучително многу настани, затоа нашиот беше во 9:30 наутро. Прв, да. Па сметавме дека така треба да биде. Па потоа нели имаше од 10:30, од 11, од 12, од 13, се одбележа. Да, се одбележа. И ние сме во институтот исклучително горди што успеавме и медиумите, и граѓаните, и учениците, и професорите да ги собереме на едно место и да го одбележиме 5 мај. Оти 5 мај е ден на македонскиот јазик за сите. Така си е. Така. И затоа сите дадовме придонес во одбележувањето. Свесни сме како граѓани што значи 5 мај? Значи, мислам дека... Каква е важноста на македонскиот јазик? Со самото одбележување што го имаше во целата држава, се покажа дека има известно ниво на свесност, дури и високо ниво на свесност, за значењето на денот на македонскиот јазик и воопшто за значењето на одбележувањето, на важноста на македонскиот јазик за нас граѓаните, нели зборувачите, особено родените зборувачи на македонскиот јазик. Македонскиот јазик е службен јазик во оваа држава, освен македонските родени говорители, тука секако треба известно познавање да имаат и сите други граѓани во државата. И убаво е што 5 мај се одбра да биде ден за одбележување. Институтот за македонски јазик во 2019-та прв го одбележуваше, можеби бевме единствени тогаш во државата и затоа ние од тогаш наваму континуирано. Има некоја символика да ве прекинам 5 мај, зошто баш 5 мај? Да. Ке ни кажете? Значи, самата кодификација завршува 1945, но почнува 1944 година. Со првото заседание на АСНОМ. Значи се прогласува македонската држава. Добро. Втората одлука е македонскиот јазик се прогласува за службен јазик во македонската држава. Прв пат во историјата. Македонскиот јазик станува службен, нели, пред тоа бил на ниво на дијалекти, така натаму. Но, значи, го имаме како службен јазик. Следната година, на 5 мај, се обзнанува дека Народното собрание на Федерална Македонија донесува акт со кој што кирилицата станува нашето службено писмо. Официјално. Официјално писмо и од тогаш, значи, ние сме пишувале и во текот на Втората светска војна пишувале, има многу партизански весници, материјали, сите се на кирилица, го имаме претходно Кочо Рацин, Колене Делковски кои што пишувале, па имаме драмски писатели кои што пишувале на македонски јазик, можеби со ситни отстапки околу азбуката, но од 5 мај 1945 година се знае еве вака изгледа азбуката. И сметаме дека никаде во словенскиот свет нема на друго место З. Ете, пошто сме различни, да речеме. А инаку секако кирилицата ја има во повеќе земји и си има варијации на тема, ова е нашата македонската азбука. И потоа на 7 јуни, да го завршам одговорот на прашањето, излегува, значи, првиот македонски правопис се објавува и со тоа се завршува, се заокружува всушност изгледот на идниот литературниот македонски јазик. И сега затоа зборуваме за стандард. По толку години кажуваме дека литературниот јазик станал стандард. Е стандарден, тој е стандардот за официјална кореспонденција, употреба на македонскиот јазик, да? И еве го за сите овие години, значи имаме многу јавни настапи на македонски јазик, се разбира, имало од 45-та неколку ситни промени во правописот, меѓутоа кои што одат кон денешната форма. Не велам дали е подобро или полошо, ама се развило, да.
И се разбира дека правописот и мора да внимава од една страна на континуитетот на јазикот, некој утре да не рече, вашиот јазик, македонскиот, значи не бил на здрави основи. Значи, штом сега правите толку корените измени? Сите во светот внимаваат, не само ние, да има континуитет и се разбира правописот да даде и решение за оние промени што се случиле вообичаено, се еволуира во животот, па и јазикот, па и македонскиот јазик. Што значи точно кодификација на македонскиот јазик? Прогласување за службен јазик во една држава. Тоа е дефиницијата, така? Тоа е, значи, кодификацијата. Македонскиот јазик, затоа кажувам, завршува со кодификацијата, со прогласувањето на правописот и на азбуката. Почнува со прогласувањето. Нема кодифициран јазик без држава. Прво мора да се создаде држава, и потоа јазикот на кој што зборуваат. Да, значи тоа е мора многу да се блиско со прогласи. идентитетот на еден народ, така? Да, главното идентитетско прашање е мајчиниот јазик. И на времето, знам по историја на македонскиот јазик, професорот Людмил Спасов ни објаснуваше дека македонската ситуација... така, ќе го поздравиме. Ќе го поздравиме професорот, да. Значи, тој вчера беше во Небрегово, ми се чини, по повод 5 мај. Значи, дека идеалната ситуација е еден народ, еден јазик, една азбука. Ние тоа го имаме, идеалното. Некогаш има ситуации, два народа со еден јазик и така натаму, нели. Кај нас е идеално. Значи, од наш аспект гледано, значи, ние имаме еден јазик, македонски, еден народ, македонски, и едно писмо, кирилицата. Затоа нашата порака од вчера до граѓаните беше пишуваме со кирилица. Зошто го правиме тоа? Затоа што младиве генерации едноставно ја имаат пред себе латиницата како прв избор. И воопшто дигиталните апарати, на дигиталните апарати не размислуваат на тастатурата ли ќе биде, на телефонот ли ќе биде и така натаму, воопшто не размислуваат дека само со еден клик тоа сето се претвора во кирилица. Се префрламе на кирилица и пишуваме на кирилица. Така? И дека едноставно како македонци мора да внимаваме да си ја чуваме кирилицата. Македонска кирилица, значи како што имаме ние и други народи во соседството, грците си имаат свое писмо, нели така? Србите се и со кирилица и со латиница, меѓутоа тоа е како последица на оној српско-хрватски јазик во поранешната држава. Бугарите си имаат кирилица, други народи има што пишуваат на кирилица и секој своја кирилица. Македонската кирилица е одраз на македонскиот идентитет. Затоа нашата порака вчерашна беше до сите пишуваме со кирилица. Зошто имаме тогаш, најмалку сакам да зборувам за политика со вас, меѓутоа, зошто имаме тогаш толков спор со Бугарија, која што не ни го признава ниту писмото, ниту како нација не признава, ниту како држава не признава, кога ние имаме све оно што нас не осликува како еден народ. Каде вие го гледате тука проблемот тогаш? Значи, според мене, решенијата? Нема проблем, а решенијата ние сме ги дале. Зошто? Затоа што вие може да имате еден сосед. Сега се сетив еднаш исто сме го разговарале ова кога ви реков вие сте Иле, и ако некој друг рече не, вие сте Петко, се знае вие сте Иле. Да, така? Да. Значи сега се сетив. Веројатно останува како горливо прашањето, нели? И ние пробавме. Значи од време на време ќе се изнервираме и ќе се налутиме просто, ама новие да не остават на рад и ќе изреагираме, потоа ќе сватиме дека прво не е сета научна фела во Бугарија, тоа се луѓе кои што веројатно за некакви интереси, може и за политички цели го прават тоа. Потоа светската наука го признала постоењето на македонскиот јазик, на македонската нација. Ние минатата година, 25-та година, бевме
на славистички конгрес, меѓународен славистички конгрес во Париз, само од институтот беа 9 луѓе, 30 од Македонија бевме, со своји реферати, никој не ни направи проблем. Ние зборувавме на македонски јазик, таму, затоа што на славистичките конгреси секој си зборува на својот мајчин јазик и се разбираме меѓу себе. Значи, никој не направи никаков проблем, ние си имаме соработка и затоа кажувам, станува збор за ситни дневно-политички интереси и тоа се покренува како прашање. Инаку, па сега да не влегувам во политика, меѓутоа македонскиот народ е признат со македонската држава во Обединетите нации. Така, тоа сакам да кажам, македонскиот јазик признат. Да се објаснуваме, да се докажуваме кои сме кога. Ете, тој јазик е признаен во цел свет. Така е. И така тие што сакаат да си добиваат некакви политички поени, не треба на тој начин со нашето одговарање да им ги подкреваме акциите, како народот би рекол, нели? Нема потреба да им помагаме да успеат во своите политички, ќе речеме, цели. Кога ја најавував емисијата, односно содржините, темата ми беше предизвиците на македонскиот јазик во оваа дигитална ера. Вие почнавте нешто околу тастатурата и уредите на латиница пишување. Колку во опасност е доведен македонскиот јазик во ова ново брзо време? Значи, во ова брзо време, предизвикот за македонскиот јазик е ист со предизвикот, да речеме, на францускиот. Со предизвикот на сите словенски јазици и така натаму. Се почесто можам надвор, помеѓу најмладите, помеѓу децата да слушам како разговараат англиски. Да, тука е веќе... Надвор се занимаваат со нешто, си играат, се дружат и комуникацијата им е на англиски. За жал, значи тука имам јас еден апел до родителите. Затоа што усвојувањето на македонскиот јазик почнува во домот, пред да отидат децата во градинка. И препораката на сите лингвисти, македонисти е прво да се научи мајчиниот јазик. За детето да научи да размислува мислите ги составува на македонски јазик. Да не му се случува хаос во главата. Да не му се случува хаос во главата. Потоа треба сопствената култура да ја прифати преку македонскиот јазик. Нели? И потоа да го осознава светот. Потоа е и учењето на вториот јазик. Можат децата, нека си вежбаат, не е тоа никаков проблем. Меѓутоа, потоа доаѓаме до полуматура, до матура, до прашањата и така натаму, па ни се случува да имаме многу подобри резултати по странски јазик, одошто по македонски јазик. За да не се случува ова, тука ни треба помошта прво од семејството, од родителите. Тие треба да му објаснат на детето дека го планираат да живее во оваа македонска држава, да зборува на македонски јазик, дека портите на светот вратите на светот му се отворени, меѓутоа прво треба да си го знае мајчиниот јазик и да инвестираат и во мајчин. Родителите инвестираат само во усвојување на странски јазици. Плаќаат курсеви за странски јазици за децата, нели? А не воопшто не се грижат, па тој си го знае македонскиот. Ама се помалку ќе се знае македонскиот, ако ние форсираме тие да зборуваат, мислејќи дека да зборуваат на странски јазици, мислејќи дека на тој начин ќе станат граѓани на светот, всушност ќе си го изгубат националниот идентитет. Значи, препораката е да се почне прво да научат да зборуваат на македонски јазик, да научат да пишуваат кирилица, потоа нека учат се што треба друго. Факт е дека имаме во овој момент наплив на англизми и воопшто имаме сите електронски медиуми се против нас, освен нели националните овде во Македонија. Меѓутоа треба тука да се инвестира. Државата треба да ви помогне вам на медиумите, за да можете да го покриете целосно македонскиот пазар, па дури да бидете конкурентни и интересни и за во светот. На страна да застанете до тинејџерите кога разговараат, ја мислам дека 3 збора нема да ги разбереме со овие кратенки што ги имаат за дигитални алатки или за нивен начин на комуникација. Колку образованието од друга страна е креатор на
на учењето на мајчиниот јазик? Тука, значи, треба да го прашаме Бирото за развој на образование. Јас мислам дека тие се трудат максимално. Програмата е добра според вас? Секогаш може да се дополни, да се доправи и така натаму, секогаш има место, меѓутоа има добра основа. Не е во тоа проблемот. Проблемот е во сваќањето. Јас гледам со млади колеги студенти, кога ќе почнам да им кажувам јас дека еден ден кога ќе имаат своји семејства, дека децата треба прво на македонски да ги научат да зборуваат и тие се лутат. Зошто така? Затоа што децата што ќе се родат во Србија прво српски ќе научат. Децата во Бугарија прво бугарски ќе научат. Децата во Франција француски ќе научат. Затоа што така треба. Да. Нели? Ако веќе пред 82 години сме се избориле за наша држава, конечно да имаме и наш јазик, се подразбира дека прво тој треба да биде усвоен. Нели? Имаме ние една колешка кај нас, Андријана Павлова, таа има докторат, поврзан со вештачката интелигенција, поврзан со изучувањето на македонскиот јазик во електронските уреди и така натаму, и можете некогаш да викнете, топло ја препорачувам. Добро. Сега е во фаза на предавање на низиниот докторат. Ментор е професорката Лидија Аризанковска. Таа е кај нас на областа лексикологија. Слободно викнете, а таа секи ви раскаже. И сега ја гледам незе, таа е вклучена и во дополнувањето на толковниот речник. Сета нејзина терминологија е информатичка и е прифатена од англискиот, влезена кај нас од англискиот јазик. Тука исто, ние имавме пред 10-15 години, имавме разговорник со преведена информатичка терминологија на македонски јазик. И некако толку, тука застанавме. Дали тоа би било прифатливо од младите? Од младите. Ами ако се даде како предлог, може би и ќе биде прифатено. Ова е интересна тема, да. Да, потоа слушам дека зборци прават по македонски модел, а соработуваат со неколку професорки, колешки и така натаму, создаваат калки, го преведуваат англискиот збор на македонски со македонски зборообразувачки модели. Добро. И го предлагаат. Тоа излегува од млади луѓе што немаат 30 години, 20 и нешто години. Кога излегува од генерацијата како предлог, може многу полесно да заживее. И јас топло ги поздравувам, затоа што имаат таква иницијатива и добро е тоа што се прави. На тој начин младите, види, да, може да стане тренд. Може да стане, ако стане тренд, после се е лесно. Кај нас се со модата поврзано. Да, сакаме да ги следиме трендовите што се случуваат дали тука, дали во светот. Да не критикувате малку медиумите? Како стоиме ние? Значи, ве следам јас на ТВ24. Не само нас. Да, генерално. Воопшто. Проблемот е Каде грешиме најмногу? Во контактните емисии, што е нормално. И предпоставувам дека со примената на новиот закон за употреба на македонскиот јазик ќе се зголеми бројот на лектори по медиумите и затоа што ќе се бара и одговорност, нели, посебно инспекторатот сега се организира, се пополнува со кадар и така натаму. И на тој начин нема да се случуваат јазични грешки, особено за викенд, кога сите гледаат некако побрзо вестите да ги состават и така натаму, и кога се испуштаат, се прескокнуваат јазичните правила. Значи, може да се работи повеќе и зошто? Затоа што вие влегувате во нашите домови. Да. Се уште има голем број на граѓани кои што секое утро стануваат и прво го вклучуваат телевизорот. Знам јас дека младиве нема потреба да гледаат телевизија затоа што тие веќе се со екранот во рака се цело време. Во рака се цело време и тие не ни следат што се случува во Македонија, се читаат за нешто друго надвор интересно што сакаат да бидат, ќе речеме, во тренд со светските збиднувања, заборавајќи ги македонските, ама и тоа е одлика на денешното време. Меѓутоа, значи,
медиумите влегуваат во нашите домови. Тоа ми беше поентата кога почнав. И од тие причини, колку подобар јазик, колку подобар изговор, морам пак да ве пофалам, вие секогаш внимавате, Иле, ве следам 20 на години. Ви благодарам. И вие секогаш внимавате на правилниот изговор и така треба да биде тоа всушност. Да, секогаш можеме повеќе. Да, сум имал добри учители. Има ли кој да ве замени кога ќе одите во пензија? Значи, Да, вашата генерација. Нашата генерација е горда во Институтот за македонски јазик, затоа што примивме 16 млади луѓе, од кои 13 во науката. Добро. И еве ги трчаат кон докторатите. Браво. Минатата недела тројца докторираа. Средата и четвртокот, пред 1 мај, тројца ни докторираа. Сега очекуваме уште 2 колешки да докторираат, па потоа ќе останат уште 2, па во минатите години неколку докторираа, па 2 ги примивме како доктори на науки. И сакам да кажам дека еден таков подмладок е добар подмладок. Се трудат, работат, Ќе бидат амбициозни доволни се. тие? Не, 17 професори? беа одличен старт по 26-7 години непримање. Значи во тие 27 години Тоа е голем период. Голем период. Вчера колегата Борчасов што зборуваше, тој беше примен по 25 години пауза. Значи првиот вработен во областа на науката беше по 25 години. Поминаа од тогаш повеќе години, Борче кај нас е 7-8, 10 години, веќе не паметам колку години, Да. не е ни битно. Влезе како доктор на науки, да, 7-8 години. И потоа молевме, успеавме некако ги добивме овие 16. Не ги добиевме. Ние за 2 години ќе ставивме клуч на врата, и немаше кој да работи. Да, немаше да ги исполнуваме критериумите. Добро е што примивме квалитетни луѓе, просекот им беше 9,20 на сите. Имаме со 9,60, со 9,40, со 10 имаме примено кај нас на работа. Магистрирани се сите со многу висок просек. Речи си 10 е на сите. Запишани на докторските, ги слушаа, полагаа, еве го ги напишаа докторските дисертатици, сакаат да се вклучат да работат на проектите и работат на проектите. Дел од нив беа минатата години по препорака на колешката Веселинка Лабровска, која што од кај нас го водеше проектот, ја добија наградата Гоце Делчев од младите за наука. Сметајте, за нас тоа било мислена именка на 35 години да се добие таква престижна награда во државата. И тоа е добар потек на организаторот, на раководителот на проектот. Еден стимул, затоа што таа е наградата. И сега натаму треба цел живот да се докажуваат дека ја заслужиле наградата. Професорке, ми беше навистина чест да разговарам со вас. За убава тема разговараме. Секако, кога ќе имаме уште една нова можност, повторно ќе ве викнам во студиото да се пренесува идејата и се она што е поврзано со македонскиот јазик. Ви благодарам многу и ве очекуваме повторно во Институтот за македонски јазик и да ви се заблагодарам за вчерашното прекрасно представување на настанот во Институтот за македонски јазик. Да, колегата Сунајса Бриовски ја проследи конференцијата, беа емитувани се она што беше таму во ТВ прилогот на вестите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, кратка пауза и одиме со третиот дел од емисијата.